Нови лозови насади на површина од 120 хектари кај локацијата Бабунова во Велишко се најновата инвестиција во лозарството вредна 2,5 милиони евра. Станува збор за инвестиција на компанијата МШС Аграр и Тиквеш, а дел од средствата се обезбедени преку ИПАРД програмата. Важни се сите инвестиции домашни и странски во сите фабрики кои што ги гледаме. Но ова е нешто што е уште поважно, ова е вековиште кој што останува трајно добро и еден од најсилните наши репрезенти, градејќи го нашиот имидж на земја која што има сериозен процент од својот бруто домашен производ преку земјоделското производство. Навистина станува збор за инвестиција во нови 120 хектари површина со лозови насади и за набавка на најсовремена земјоделска механизација за работа на обработка на лозовите полиња. Оваа инвестиција ги потврдува неисцрпните можности на македонското сонце и земја за развој на земјоделството, особено за развој и експанзија на нашето грозје, како и за производството на квалитетните вина. Инвестицијата во нови лозови насади нема да придонесе само за унапредување на квалитетот на вината на Тиквеш, туку ќе создаде услови и за производство за поголеми количини за освојување на светските пазари и нови пазарни дестинации. Инвестицијскиот план за подигнување нови лозови насади предвидува во текот на 2022 година да се вложат дополнителни 3,3 милиони евра и да биде опфатена површина нови 180 хектари. А овој тип инвестиции во земјоделството ги задоволуваат сите критериуми за поддршка од ИПАРД програмата за развој на аграрот и руралниот развој, рече ресорниот министер Хоџа. Преку ИПАРД 2 инструментот склучени се 1723 договори со вкупна поддршка од 51 милион евра. Агенцијата беше и ќе продолжи да биде најголем партнер на земјоделците и компаниите и двигател на растот и развојот на земјоделското производство и руралниот развој. Признание дека сме на добар пат и дека сме лидери во искористеност на средствата во регионот добивме и од ДГ Агри на Европска унија, а веќе во ИПАРД 3 програмата која треба да започне со имплементација во 2022 година. Очекуваме многу поголем буџет од оној кој го имавме во претходниот период, изјави Никица Бачовски, директор на Агенцијата за финансиска поддршка во земјоделството и руралниот развој.